Како беше цитатот од седмо сведоштво? Една реченица од Светото писмо, значи само една реченица од Светото писмо е повредна отколку 10.000 човечки идеи или аргументи. Така е. Човечки. Тука спаѓаат сите. Некако е поврзано ова со почетокот, со нашата поука, Филипјаните, односно првото патување Павлово, неговото проповедање на Евангелието во Филипи, тоа е пишено во Дела апостолски 16 глава, меѓутоа нема да читам од таму, јас сакам да читам од 17 глава, само чисто во контекст, значи, тука во 16 глава доаѓаат во Филипи, откако претходно Павле ќе го има она видение од македонецот кој што го повикал. Дојде во Македонија и помогне ни, иако тие сакале во Азија, во Мала Азија, таму да го шират Евангелието и одат во Филипи и знаете дека таму заради она досадна девојка која што имала наводно предскажувачки дух. Да, па Павле го истерал тој дух и овие им паднала печалката, па ги затвараат во затвор, па знаете таму дека во клади и сето тоа врзани, но тие почнале да пеат, односно претходно Лидија се обраќа покрај реката од она проповедање со своето семејство, а подосна и стражарот во затворот кој што бил чудоневиден од онаа гледка кога се затресе вели целиот затвор и околината и им паднаа и кладите, се отворија вратите. Неверојатни сцени во Филипи, но од таму потоа заминуваат во Солун, значи настани што се случуваат во Македонија. И 17 глава Дела апостолски, ја би прочитал тука еден дел, значи пред да биде протеран Павле со сила и кој беа уште тука во Атина, односно Павле мислам дека сам заминал, како и да е. Значи првите 15 стиха, кога поминаа преку Амфипол, значи од Филипи, значи сега поминуваат преку Амфипол и Аполонија, пристигнаа во Солун, каде имаше јудејска синагога. И по својот обичај Павле влезе при нив и 3 саботи редом расправаше со нив од писмото, толкувајќи и докажувајќи дека Христос требаше да пострада и да воскресне од мртвите и дека е тој Месија Исус кого јас ви го проповедам. Значи, внимавајте, значи, дискутирале околу писмото, Библијата, тогашната, во синагогата. И некои од нив се убедија и се дружија со Павле и Сила, исто така и големо мноштво побожни грци и немалку угледни жени. Но јудејците, поттикнати од завист, зедоа неколку лоши улични мажи, или во ревидираниот превод, не, мислам дека во динамичниот превод стоеше некои денгупци, така стои таму, значи од пазарот, од не знам кај ги собрале. Значи, поттикнати од завист, зедоа неколку лоши улични мажи, собраа народ и предизвикаа неред во градот и ја нападнаа Јасоновата куќа, кај што вие биле сместени, и бараа да ги изведат пред народот. А кога не ги најдоа, ги одвлекоа Јасон и некои од браќата пред градските началници, викајќи оние кои го превртеа наопаку целиот свет, дојдоа и тука. Страва и ужас, да кажеме, биле Павле и останатите, замислите. Ова е големиот Павле, затоа ме воодушевува. Значи, нема страв, нема ништо, едноставно се дава, се излева, како што читавме во Филипјаните, за делото, за браќата, за Господа. Кога не ги најдоа, ги одведоа Јасона и некои од браќата пред градските началници, викајќи овие кои го превртеа наопаку целиот свет, дојдоа и тука. И Јасон ги прими. И сите тие работат против Кесаревите заповеди, тврдики дека има друг цар, Исус, со истата, значи, она работа. Ги обвинуваа, така ги побунија народот и градските началници, кои го чујат тоа и откако добија сигурност од Јасон и од другите ги пуштија.
А браќата веднаш уште во ноќта ги испратија Павла и Сила во Берија. Значи, од Солун во Берија. Тие кога дојдоа таму, отидоа во јудејската синагога. Овие беа поблагородни од оние во Солун, зашто го примија словото сосем подготвено и секој ден го испитуваа писмото дали е така. Ова веќе го спомнавме, значи наистина една голема пофалба овде за македонците во Берија. Значи го испитуваа писмото дали е така. Писмото им беше највисокиот авторитет, како што и треба да биде, и вели мнозина, односно мнозина од нив поверуваа, а од угледните еленски жени и мажи не малку. А кога солунските јудици узнаа дека Павле и во Берија го проповеда Божјето слово, дојдоа и тука, значи овие не ги оставаат на мира, и му го раздвижија и го побунија народот. Тогаш браќата веднаш го испратија Павла кон приморието, а Сила и Тимотеј останаа таму. Значи, еви Тимотеј тука. Придружниците пак го доведоа Павла до Атина, а откако примија заповед за Сила и Тимотеј да дојдат што поскоро при него заминаа. И сега овде во овој текст, значи ги гледаме оние, значи, незгодини с кои што поминувале и Павле и Сила, проповедајќи го Евангелието, но и секако и резултатите кои што ги гледаме и кај верниците во Филипи, за тоа зборувавме повеќе о поуката. Овде во овој текст што го прочитавме се пофалени доста верниците во Берија, но имаме еден друг текст, а тој во Прво Солуњаните 2 глава, кај што ќе видиме една издворено голема пофалба и за верниците во Солун. Прво послание до Солуњаните, на кое што стихи ќе се темели всушност нашата проповед вечерва. Значи, прво послание до Солуњаните 2 глава, па може да читам и од првиот стих, чисто во контекст. Прво послание до Солуњаните 2 глава, Павлова проповед во Солун, така е насловено овде во Константинов, од првиот стих, зашто самите знаете, браќа, значи се обраќа Павле, дека нашето доаѓање кон вас не беше напразно. Напротив, иако порано пострадавме и бевме хулени во Филипи, го спомнува тоа, како што веќе знаете, бевме смели во нашиот Бог да ви го проповедаме Божјето Евангелие среде голема борба. Зашто нашето бодрење не беше од заблуда, ни од нечистота, ниту со измама, туку како што Бог не испита да ни го довери Евангелието, така зборуваме, не угодувајќи им на луѓето, туку на Бога, кој ги испитува нашите срце, зашто, како што знаете, никогаш не настапивме со ласкави зборови, ниту со притаено лакомство. Бог е сведок за тоа. Ниту баравме слава од луѓето, ниту од вас, ниту од другите, иако можевме да настапиме со важност како Христови апостоли. Напротив, бевме благи меѓу вас, како доилката која што топло ги негува своите деца. Така полни со љубов кон вас сакавме да ни го предадеме, да ви го предадеме не само Божјето Евангелие, туку и своите души, зашто ни станавте мили. Секојаш Павле имал убави зборови, гледате, кон секоја црква всушност. Затоа, браќа, вие ги помните нашиот труд и мака, работејќи ноќе и дење, за да не му паднеме на терет на некој од вас, додека го проповедавме Божјето Евангелие. Вие сте сведоци и Бог, како свето, праведно и безпрекорно се однесуваме кон вас, кои верувате. Како што знаете, ние секого од вас поединечно, како татко своите деца, го бодревме и советувавме и ви сведочевме. Да живеете достојно за Бога, кој ве повикува во своето царство и слава. И сега 13 стих е интересен. И затоа и ние му благодариме на Бога постојано, зашто примајќи го Божјото Слово, што сте го чуле од нас, го примивте не како човечко Слово, туку како Божјо Слово, какво е на вистина,
кое и действува во вас кои верувате. Ова е една голема пофалба. Знаете, денеска, зошто нема видливи резултати од Словото, а се проповеда, и тоа како, е затоа што, според мене, ние како луѓе, кога го слушаме, кога го читаме и така натаму, прашање е дали го прифаќаме само како човечко слово, го напишал таму Јован, го напишал Петар или не знам било кој, или го прифаќаме како Божјо слово. Тоа е огромна разлика. Божјото слово, целата Библија е вдахновена, нели знаеме, преку Светиот Дух, напишана од 40 написатели, 66 книги. Целата е вдахновена од Светиот Дух и тоа е Божјо слово. Свето писмо го нарекуваме, Библија. Зад него како авторитет стои никој друг туку Бог. Затоа Божјото слово е поинакво од било кое човечко слово. Она што човек ќе го каже. Значи, и затоа рековме, само една реченица од Светото писмо е многу од поголема вредност од колку 10.000 човечки идеи, аргументи и така натаму. Солуњаните овде биле навистина пофалени. Ова е една голема пофалба. Да го прочитам уште една стикот. И затоа и ние му благодариме на Бога постојано. Зашто? Примајќи го Божјото слово што сте го чуле од нас, го примивте не како човечко слово, не како наше. Нешто ние сега ви кажуваме тука, многу сме паметни. Не, туку како Божјо слово, какво е и навистина. Кое и действува во вас кои веруват. И словото е навистина мокно, словото действува, словото има моќ да не трансформира, да не обнови, да не го промени карактерот. Словото Божие, ништо друго. Па денеска мислам, кој читаше, некој читаше, дали беше во 5 минути за Словото? Да, окей, Елена, мислам ти, да. Изворени цитати, и тие беа. Што се може да направи Словото? Значи, Бог стои зад него, тој. Авторитетот е Божи, така вели Господ, како што нели минатиот пат видовме. Исус се бранел секој со Словото, или така вели Господ. Тоа е најважното. Еве 1 Петрово 1.23. Овој стих вели вака. 1 Петрово 1.23. Зашто сте наново родени не од распадливо семе, туку од нераспадливото живо и вечно Божјо Слово. Како беше она, дали во псалмите беше оној стих, ке помине и тревата, ке се исуши и цвекето, ама Божјата реч останува довека. Тоа е вечно, живо, Божјо Слово, нераспадливо. И овде паралела прави со, не е тоа распадливо семе, туку нераспадливо семе. Тоа е Словото. Кое што ако дозволиме да биде посадено во нас, во нашите души, тогаш неминовно е да даде плод. Јаков 1 глава, тука има повеќе стихови, Јаков 1 глава, 17 стих. Секој добар дар и секој совршен подарок доаѓа од озгора, од таткото на светлината, во кого нема измени ниту сенка од промена. Ова е еден од најголемите дарови што Господ ни ги дал. И тоа така перфектно го сочувал до ден денес. 18 стих. Тој не роди според својата волја преку Словото на вистината, за да бидеме првина од неговите созданија. Тоа може би не го спомнавме во првиот дел, значи во предворието, меѓутоа Словото и тоа како има влијание, значи и во тоа наново раѓање. Значи како инаку би дошла верата, ако не од слушањето или од читањето на Словото, што вели таму во Коринќаните. 21 стих исто од Јаков вели, 1 глава Јаков, затоа отфрлете од себе секаква нечистота и последниот остаток на злобата и примете го со кротост во вас насаденото Слово, кое може да ги спаси вашите души. Нераспадливо семе, насаденото Слово. Сега тука има еден дел кој што е битен,
Ќе го прочитам. Од 22 стих, подолу, значи вели, но бидете извршители на Словото. Мислам дека денеска Перса или се молеше, или нешто коментираше, знам дека во тој правец. Но бидете извршители на Словото, не само слушатели кои што се измамуваат себе си. Зашто кој го слуша Словото, а не го извршува, сличен е на човек кој го наблюдува своето природно лице во огледало. Сега замислите сите наутро, секако дека излегуваме пред огледало, некој од нас може би повеќе пати. Да речеме јас. Ке се наместам првин, после ќе треба да облечам некоја кошула, не знам, пак треба па да се погледам, па да се наместам, не се изместил нешто. Не забораваме како изгледа, да не испаднеме тука како страшила. Или не знам како да не исплашиме некој. Ке се погледне и ке замине и веднаш заборава каков бил. Го прави тоа некој од нас. Значи, кој го слуша Словото, не го извршува, сличен на човек кој го наблюдува своето природно лице во огледалото, ќе се погледне и ќе замени и веднаш заборава каков бил. Дали е така со Словото во нашиот живот? Ќе слушнеме некоја силна проповед, ќе не потресе длабоко во душата и тука негде до вратата или може би до некоја друга врата таму дома, до куќата или станот и после току. Ќе заборавиме. И може би дома ќе коментираме, еве читате го во Христови параболи, каде што Елен Вајт ја објаснува параболата, кој што Исус ја објаснил за сејачот и семето, ќе видите што се случува некоја. Значи, место да се слуша Словото и проповедта, или уште во моментот се дискутира и се коментира каков е проповедникот, како се облекол, што прави, не знам што, па после дома вика, продолжуваат тие муабити, па пред децата, па ова, па она, па после се чудиме, зашто таков ефект и врз децата и пошироко. А Словото, кој што е најважно, заради кое што највеќе тука доаѓаме, тоа е некако не трае, или како што вели овде забораваме какви сме били. А кој ќе се загледа во совршениот закон на слободата и остане во него, Словото, секако и законот е дел од Словото, некако заборавлив слушател, туку како вистински извршител, тој ќе биде блажен во својата дејност. Словото е моќно и навистина е моќно, преку него се раѓаме, преку него се одржуваме, тоа не трансформира, преку него и растеме. Затоа е леп наш насушен, како што видовме, дел, еден предмет од оние три во првиот дел од светињата е масата со лебовите. Неверојатно од огромна важност е тоа слово на животот или Светото писмо. Преку него и се посветуваме. Се сеќавате, тој првиот дел во предворието е нашето оправдување. А во првиот дел од светилиштето, веќе кога влегуваме, тоа е нашето посветување. Што вели во Јован 17:17, среде она молитва Исусова, вели, освети ги во својата вистина. Исус се моли до таткото, Твоето слово е вистината. Вистината е таа кој што не осветува, посветува. Словото, всушност. Евреите 4:12, се подсетуваме сега повторно на некои стихови кои што се многу значени. Зашто Божието Слово е живо, повторно, живо, делотворно. Значи, ако му дозволиме, делува и не може да остане без ефект, ако му дозволиме. И поостро од секој меч, остар од двете страни, и навлегува до разделување на душата и духот, на зглобовите, на мозокот, и ги суди мислите и намерите на срцето. Тоа секако е полезно за нас, како грешни луѓе со грешна природа. Баш тоа треба да го прави Словото, за да не осведочи. Или второ послание до Тимотеј 3:16 и 17. Го спомнав претходно, но пак да го нагласам. Целото писмо е од Бога вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање, за воспитување во правдата, за многу што е корисно Словото, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Значи,
вечно, нераспадливо, живо, делотворно. Слово кое што самото во себе има моќ да создава нов живот, исто како што на почетокот Господ создавал со Словото, така може и да создаде од нас нов живот. Но, пак ќе кажам, но која е причината? Зошто не се гледа многу неговата моќ? Може би и слабо се чита, да, тоа е факт, тоа го констатиравме, дури некои истражувања, нели, сме кажували од овде, колку се чита Библијата во денешно време, иеко ја имаме, нели, достапно, како што кажавме, и по телефони и на секаде, па дури во аудио верзија на различни јазици, различни преводи, да можеме да споредуваме, такво време никогаш немало во историјата. Да толку биде достапно Словото. И колку е, еве, од полза за нас и да не го искористиме сето тоа, тоа е навистина страшна работа. Голем хендикеп, загуба за сите нас. Но, зашто го велам ова? И сме дискутирале со повеќе. Тоа може би и субјективно мислење, окей, меѓутоа, моја да го кажам, може би по-објективно мислење за мене би сте имале вие. Че јас, знаете, обично човек сам себе и своите грешки не ги гледа толку. Треба некој друг да му ги каже. Меѓутоа, вака, ако погледнете и така, некои луѓе што ги познава во мојот живот и си викаш 20 години, го знам, тоа е истиот. Ништо не се сменило. Дори и бетер. А зошто? Кога читаме, проучуваме со години во црква и така натаму, што е работата сега? Кај е таа моќ на Словото? Во параболата за сејачот, што ја спомнав, во Матеј 13 глава се наоѓа, до семето ли е или е до почвата? Како беше таму, има 4 вида на почва објаснети и семето паѓа, истото тоа семе, кое што е Божјото Слово, како што видовме, ќе видиме од цитата на Елен Вајт, паѓа и на таква, и на ваква, и на ваква, и таму четвртата почва раѓа со плод, а овие трите не. Значи, не е до семето, не е до Божјата реч, не е изгубила моќта Божјата реч, туку е до почвата, до нашите срца, до нас самите, до нас примателите. Матеј 13 глава, од 18 до 23 стих, тука е всушност објаснувањето. Исус ја објаснил тука параболата, погоре од почетокот на главата, фактички скоро цела глава ја поминува со оваа парабола и онаа со каколот, знаете. После ова веднаш ја кажува пократка парабола, кога нели ќе заспие собственикот, па доаѓа непријателот, па се е какол, меѓутоа сега разгледуваме оваа парабола, 13 глава Матеј од 18 стих до 23. И така чујте ја вие параболата за сејачот. Да се подсетиме. Кога некој го слуша Словото за царството, а не го разбира, тогаш доаѓа лукавиот и го граба тоа што е посејано во неговото срце, тоа е што е посејано покрај патот. Значи Исус објаснува и вели, она што е посејано покрај патот, еве, кои се тие? Тие се оние кои што го слушаат Словото, меѓутоа не го разбираат, и тогаш доаѓа лукавиот, а лукавиот не чека многу. Елен Вајт кажува дека лукавиот со своите демони е присутен и на службите и гледа како да ни го сврти вниманието, како да не се насочиме на Словото, па макар кој да го кажувал тоа. Значи, ја имам мој став. Без разлика дали некого познавам или не познавам, каков и што е. Секој може да го каже, и ако го каже Словото од оваа говорница, тоа е Словото. Тоа е Божјото Слово. И треба да внимавам. Што се кажува? Значи, кога некој го слуша Словото за царство, а не го разбира, тогаш доаѓа лукавиот и го граба тоа што е посејано во неговото срце, тоа е што е посејано покрај патот. А посејаното на камените места е оној кој го слуша Словото и веднаш го прима со радост, но нема корен во себе и привремене, и кога ќе настане неволја или гонење заради Словото, веднаш се соблазнува. А посејаното меѓу трње е оној кој го слуша Словото, но грижите за светов и измамата на богатството го загушуваат Словото и станува неплоден.
И потоа, конечно, во 23 стих, а посејаното на добра земја е оној кој го слуша Словото и го разбира, кој навистина раѓа плод и донесува едниот 100-кратно, другиот 60 и другиот 30. Значи, не може да не роди со плод семето. Семето, Словото, има моќ во себе. Меѓутоа, во прашање е почвата. На каква почва ќе падне? И сега вели Елен Вајт, Божјата реч е тоа семе. Јасно е и од самата парабола, од самата Библија, Божјата реч е семето, а почвата или земјата тоа е нашето срце, нашиот ум, човекот. Секое семе содржи во себе начело, сила на ртење, зборува за обично семе, секое семе. Се почнува од семе, всушност. Знаете вие кои што садевте скоро пченица, што беше. Значи, секое семе има живот, нормално тоа од Бога дадено, меѓутоа секое семе содржи себе начело, сила на ртење, во него е скриен животот на билката. И затоа и Андре да беше тука ќе ми потврдеше, ракулците се најздрави. Значи, тогаш во таа фаза на ртење, кога ќе изрти, не знам, толку некој сантим 2, се неверојатно здравје, значи полни со минерали и со витамини. Тоа е животот кој веќе, значи во зародиш се родил од семето и неверојатно се корисни ракулците. Значи во него е скриен животот на билката и во Божјата реч се наоѓа живот. Христос што кажува во Јован 6:63, го цитиравме тој стих порано. Зборовите што ви ги реков се дух и живот. Или во Јован 5:24, кој ја слуша мојата реч и верува во оној што ме прати, има вечен живот. И тоа е вечен живот. И живот и вечен живот. Минатиот пат спомнавме дека Исус се држал до она правило, така кажува Господ, значи до оној принцип, Божјата реч, многу поважна од сите човечки мислења. Спомнавме и таму некои детали и цитати, зошто Исус не отишол да учи во рабинските школи. Еве и сега и овде дори, објаснувајќи оваа парабола, Елен Вајт, еве што вели. Учителите во Израел не го сееле семето на Божјата реч. Па што сееле тоа? Па тоа што примале, тоа сееле. Сеќавате минатиот пат спомнавме Мишна, Гемара, коментари, значи научени луѓе и така натаму. Христос како учител на вистината се однесувал наполно спротивно од рабините на своето време. Значи учителите на Божиот народ во Христово време не го сееле Божито семе. Страшно, значи Божјата реч, до кое ниво дошла тогашната црква, да кажем. Тие се занимавале со традициите, со човечки теории и шпекулации, со кои често ја заменувале речта. Страшно. Наместо напишаното во речта, тие го истакнувале она што го кажале и што го напишале луѓето за речта. Значи, повторно истата работа, од минатиот пат што читавме. Значи, наместо напишаното во речта, тие го истакнувале она што го кажале и што го напишале луѓето за речта. Значи, теолози, учени и така натаму. Нивното учење немало сила да ја оживее душата. Само Божјата реч има сила. Со посредство на Духот Свети плюс секако. Одат заедно. Значи, нивното учење немало сила да ја оживее душата, па се сеќавате зашто велеле, овој, како овој никој не зборува, овој поинако зборува, Исус. Да, има власт, но и го зборувал само оно што од Господа го примал, а тоа било речта. Нивното учење, че немало сила да ја оживее душата. Тема на Христовото учење и проповедање била Божјата реч. Точка. Ништо друго. И вели Елен Вајт, понатаму вели, тука се крие големата причина за менталната слабост и неспособност. Еве пак денеска текстот што читаше Елена. Значи, како ги развива и менталните способности, значи, проучувањето на Библијата и умните способности, се комплет. Кога ќе се одврати од Божјата реч и ќе почне да се храни со списи на невдахновени луѓе, умот заостанува во развојот, зашто го губи допирот со длабоките и сеопфатните начела на вечната вистина. Настанува застој, бидејќи се ограничува на постигнатото и поминливото, неговата сила се намалува и по известно време се спречува.
Баш на Јани му кажував пример, значи, не беше професор во Шведска, Мейл Бон Ленг, значи од Малезија, инако во мајстор во карате вештини, во поранешниот живот, да кажеме, пред Христа. И што туку дојден од Хартланд и ни предава и баш зборуваше на тема што е иконата на зверот, а што е живот на зверот. Тоа ќе слушаме следната сабота од Јани, но ги кажа наопачки. Според оно што го знаев, значи ја тогаш бев млад верник, 98-ма, во прашање е 98-ма, 99-та може би било, ајде. Еви 99-та, значи ја бев само 2 години немав како бев верник, меѓутоа сум читал Голема борба, баш тие теми ме интересира на почетокот, апокалипсата од Марвин Максвел. Значи, колку и да бев без пари, тогаш ја купив онаа српската верзија, првпат што излезе со тврди корици, вака голем формат од Марвин Максвел, апокалипсата. Не знам од кај најдов пари, ама мора да ја купам и готово ја имав. И проучуваш нормално со сета енергија, она прва љубов и така натаму, и имав храброст, како што и имам. И му станав на сред час и му викам, не, професор, грешка сте, викам. Не е така, викам. Јас, откако сум верник, јас знам дека ова е жик на зверот, ова е икона на зверот. Не, и он сега почнува да го брани својот став. И окей, заврши часот, да ги помеша. Буквално баш беа измешан. И да, Библијата, меѓутоа е големата борба. Големата борба имате многу јасни цитати таму. Баш точно што е жиг на зверот, што е икона на зверот и како и да е. Јас му настапувам со големата борба и со тие чисти цитати, значи баш буквално Елен Вајд вика, како да поставува прашање, што е жигот на зверот и одговара. Што е икона на зверот и одговара. Појасно здраве. Не, он ми иде и ми настапува со некоја книга од некој автор. Не знам која книга беше, не се сеќавам. Книга од некој автор. И ми настапува со таа книга. Не бре, викам, еве ти цитати. Значи, му идам со вдахновеното слово. Тоа е духот на пророштвото или Библијата, секако. Не, цела недела, секој ден ми доаѓаше во собата и почнуваме дебата и ми покажува таму некој текст повторно таа книга. Не, ја не мрдам, јас сум таков. Значи, ја ќе го најдам најјасниот цитат, најјасниот стих и не мрдам од тоа. Како со Атанас, кој ќе дискутиравме преку Фейсбук за она вечна негова тема, тројство или не. И му ги најдов неколку цитати, објасни ми, од тука почнуваме. Ако тие ми ги објасниш, понатака идеме у дебата, ако не. А, не, тоа допишано, тоа вака, тоа нака, не, немој сега афери, немој сега тука влегол тамо некој во Елен Џи Вајт Естейт, не знам, и допишал цитати, не знам, сега треба да најмеме некој детектив за да ги пронајде тие работи, не. И нема мрдање, и после цела недела, ден по ден, на крајот се предаде Мейл Бон и ми призна дека е во грешка. И мораше да се исправи после, да, значи, тоа како што вели овде, значи, невдахновени луѓе, има разлика од невдахновени луѓе, има разлика од вдахновено, значи, сето ова е вдахновено, и Петар и Павле, и сите оние што ги напишале овие страни од Библијата, биле вдахновени преку истиот дух, како и Елен Вајд, како што ние веруваме, меѓутоа, за други автори било што, навистина треба да внимаваме, не велам да не читаме, ама треба сето тоа да биде изфилтрирано преку Библијата пред се. А и сега, немаме време, но ајде само малку. Значи, земја крај пат, тоа е првиот тип на земја. Кога некој го слуша словото за царството, а не го разбира, тогаш доаѓа лукавиот и го граба тоа што е посејано во неговото срце, тоа е што е посејано покрај патот. И сега се вели во Христови параболи. Семето посејано крај пат ја представува Божјата реч што паѓа врз срцата на невнимателните слушатели. Срцето кое е станало широка сообраќајница за телесни уживања, за гревовите и световните склоности е слично на тврд разгазен пат. Тоа одговара, да, значи тврдо срце. Тврд разгазен пат. Па и асфалт ако земете, окупирана со себични цели и со грешни уживања, душата закоравела од измамливоста на гревот, Евреите 3.13.
Духовните способности и се парализирани. Луѓето ја слушаат речта, но не ја разбираат. Не знам дали некојаш може би сте имали некоја епизода таква во вашиот живот. Јас сум имал. А може би така спорадични некои епизоди, не мора да значи ваква состојба, ова е загрижувачки навистина. Меѓутоа некојаш јасно е, ама вие не го разбирате. Зашто сте можеби во некоја таква состојба. Може би сте паднати, сте западнале во некој гревој, што и да е. Значи, едноставно не го разбирате. Умот ви е преоптератен, умот ви е, не ви е чист, затоа што со него разбираме, со што друго. Не сваќа дека таа се однесува на нив. Ова е исто многу честа појава. Обично лаудикеецот е таков. Тоа не е за мене, тоа може да е за Петко, Трајко, за мене не е. Ја не се пронаоѓам во тоа. Значи, не ја разбираат, не сваќаат дека таа се однесува на нив, не се свесни за своите потреби, страшно голем проблем. Одете вие, објасните му на некој, односно помогнете му на некој, ако тој самиот не ги сваќа како прво своите потреби. За духовни потреби пред се зборим. А лаудикеецот е пак нагласам или такви слични на него, не, па мене ништо не ми фали, значи се е окей. Богат сум и се збогатив и ништо не ми фали. Тој нема никакви потреби. Ако човек не ја препознава својата потреба, џабе ви е све. Жалосно, тоа е тоа. Нема тука помош. Тоа само треба да се случи некоја ситуација како кај помалиот, кај блудниот син, да Господ го стави во некои околности во животот за да дојде при себе. Кога ќе дојде при себе, тогаш малку е поинаку поставата. Да заврши кај свињите, за жал. Не ја забележуваат значи, не се свесни за своите потреби, ниту за опасноста што им се заканува. Не ја забележуваат Христовата љубов, поминуваат покрај пораките на неговата милост како покрај нешто што не се однесува на нив. Чи не ги тангира едноставно Божјата реч, ништо. И сега, уште овој дел, како птиците што се брзи да го исколуваат семето што лежи крај пат, така и сатаната е подготвен да го собере од душата семето на божествената вистина. Значи, тој не чека. Тој знае, сатаната многу подобро можеби од нас знае која е моќта на писмото. Тој се плаши дека Божјата реч ќе ги разбуди безгрижните и ќе влијае врз страднатите срца. Сатаната и неговите ангели, демони, доаѓаат на соборите на кои што се проповеда Евангелието. Доека небесните ангели се трудат со Божјата реч да влијаат врз срцата, непријателот будно внимава да го отстрани тоа влијание. Тоа е таа борба што ние не ја гледаме. Кога би ја виделе, косата ќе не се крене. Со сета сериозност и злоба тој се обидува да го оневозможи действувањето на Божиот дух. Доека Христос ја привлекува душата со својата љубов, сатаната се обидува вниманието на сите што се поттикнати да го бараат Спасителот, да го одврати од него. Тој го окупира умот со световни планови, буди критицизам или внесува сомневање и неверство. Зборовите што ги бира говорникот или начинот на неговиот говор можеби не одговараат на вкусот на слушателите, па тие се задржуваат на овие слабости, место на словото, на слабостите. И така вистината што им е неопходна и што Бог милостиво им ја пратил, не остава никакво трајно влијание. Страшно. Ќе застанеме тука, нема време. Ќе продолжиме следната сабота, значи преку оваа парабола, за да видиме всушност каде е проблемот, зошто Светото Писмо, кое што има таква моќ, Словото Божие, кое што има таква моќ да трансформира, изгледа како да нема сила во нашите животи. Знам дека не е едноставно, сите ние сме слаби човечки битија со своји слабости, меѓутоа потрудете се, еве во поглед на здравствената реформа. Од прилика сме читале, знаеме. Тоа е за наше добро. Потрудете се сето она што сте го прочитале, што сте го научиле, да го спроведете во дело. Ќе ги видите резултатите. И тоа бидете упорни, бидете постојани,
спроведете ги тие принципи што Бог ги дава. Тоа е чисто онака највидлив можеби начин како ќе ги добиете благословите и ќе увидите дека тоа слово навистина има моќ. Затоа што Господ тоа што го кажал, тоа е најдоброто за нас, тој е нашиот создател. Тој ги создал овие наши тела, тој најдобро знае оваа машина наша како функционира. Сега ќе видиме тоа како ќе го средиме тој збор машина. Но е навистина машина и тоа не знам дали има нешто подобро направено. Така да, тоа е можеби еден од начините за да се уверите. Ја мислам, не знам, сите сме барем по 20-30 години тука верници, можеби некој помалку, како и да е. Ја познаваме вистината и сме се осведочиле во тоа колку нашиот Господ е добар и сето она што ни го дава е за наше добро. Само ви кажувам еден, можеби по-опиплив начин. Само пробајте, ќе видите овие здравствени принципи, спроведете ги во живот, ќе видите какви резултати ќе добиете. Значи, мора да се трудиме да сватиме оно што солуњаните го сватиле, она пофалба што ја дава Павле за солуњаните. Значи, Словото, ова е Божјо Слово, ова не е човечко, треба да го прифатиме како Божјо Слово. Бог стои зад авторитетот на оваа, неговиот авторитет стои зад оваа книга. Значи, така да, ако го прифатиме како Божјо Слово, тогаш нема да изостанат резултати. А повеќе од се ни е потребно тоа, трансформација на нашите животи. Често пати, јас од себе поаѓам. Си велиме толку време и читаме и проучуваме и поуке одлично одржуваме и така натаму, меѓутоа ако тоа нема резултат во нашиот живот, онак сме баш како оној во огледалото, ќе се види каков и ќе си отиде заборавил каков бил. Меѓутоа потребни се резултати. Господ чека на тоа и бара. Тоа е тесна заедница со Бога. Мора да најдеме во денот начин како да проучиме некој дел од Светото писмо или како на тој начин да се поврземе ние како прачки, Јован 15 глава, како прачки за лозата, за Христа, затоа што Словото е Христос. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.